Почитувани гледачи, еве не назад во утринската со уште еден навистина интересен разговор. Јас имам чест да разговарам со млади луѓе и кога вие нормално ќе да знаете за нив, верувам дека и дел од вас слушна преку медиумите по порталите за тоа што тие го прават и за успесите кои што тие ги имаат. Дефинитивно ќе речете Македонија, па бога ми, има нови млади умови со кои што можеме да стигнеме и до Марс и до месечината. Но во секој случај, ова што го зборувам не е туку така, затоа што се работи за оној NASA Space Apps Challenge, кој што традиционално се случува, памчинам 10 години во Македонија и пред неколку дена заврши годинешното издание и каде што имавме можност да погледнеме на вистина интересни како ги нарекувате, креации, решенија, прототипи, проекти и така натаму кои што беа презентирани токму од млади луѓе како што имаме и на гости во нашето студио утринската. Ви благодарам за одреденото време првенствено. Добре ни дојдовте. Само да ве нели представам официјално. До мене Ирена Чаучевска-Даниловска, кој што исто така е дел од организацијата нели на овој хакатон, овој надпревар и за кој што ќе зборуваме сега и да ги поздравиме дел од оние кои што беа поуспешни, меѓу најуспешните годинава, овие млади луѓе, не можеме сите да ги удостоиме со присуство, но ќе се дружиме и има време тоа да го правиме. Поздрав до Марко Лазетик. Добре ми дојде, па и Леонид Индов, добре дојде во средина и Бодан Николов меѓу најмладите. Па добре дојде, Бодане. Здраво. Така е. Има што да каже и Бодан, а бога ми и Леонид и Марко. Но прво ќе почнам од Ирена. Ирена, па познате надпреварот делумно за сите оние кои што ги интересира оваа тематика, сите оние кои што ги следат медиумите. Рековме веќе 10 години се организира. И ајде малку да ни го подобјасниш годинава после пандемијата, конечно онака како што треба. За каков тип на надпревар се работи, нели? Станува збор за 48-часовен хакатон, најголемиот во светот, иницииран и предводен од Америчката аеронотичка вселенска агенција НАСА, кој што 11 години се случува, сет од 10-та година кај нас, значи многу на почеток успеавме да се вклучиме, кога многу мал број земји и локации го има овој надпревар. Изминатата година се одржуваше на 160 градови, на 106 континенти. Оваа година дури на 280, што значи интересот само повеќе расте, конкуренцијата е поголема, меѓутоа затоа па и ние излегуваме со нашите учесници со се поквалитетни решенија. Мене посебно ме радува што оваа година имавме навистина заокружени целосни решенија кои што ќе можат рамо до рамо да конкурираат и со светските. И како, да речеме, се организира цел тој надпревар? Верувам дека директно по директива од НАСА се добиваат тие проекти кои што треба да се изведат. Се викаат предизвици, challenges, односно тоа се предизвици со кои што практично експертите на НАСА се соочуваат во текот на нивното редовно работење, најчесто се предизвици поврзани со определени ситуации на земјата кои што треба да се решат, меѓутоа каде што податоците што се прибираат во вселената најчесто од сателитите можат да помогнат во тоа, или се предизвици со кои што се соочуваат астронаутите. Така што младите кои што учествуваат треба да ги користат овие податоци да направат иновативни, креативни решенија. Интересно е што веќе НАСА дава информации што е досега направено и кои се проблемите кои што треба да се решават и каде практично сакаат да видат интересни идеи, па со надеж понатаму да можат и да директно да соработуваат со возрастна категорија група, поделени се? Да, поделени се вообичаено над 15 години учествуваат во онаа главна категорија со можност и млади на возраст од 12-13 години да се приклучат кон таа категорија, меѓутоа ако имаат навистина сериозно решение, како што беше случајот со тимот на Бодан, кај што членуваше Бодан, Јаков и Мија, и они успеа заради квалитетот на нивната работа да влезат во оваа главна категорија. Уште малку околу ова, организацијскиот дел и групите и после ќе препуштиме младите да си кажат, нели. И како ги создавате и ги пронаоѓате групите? Јас ги потпрашав малку, викам да вие дали имате, да речеме, на некоја секција, некако како се организирате, тие ми рекоа дека они си се самостојно, нели, ја сакаат таа тематика, ги привлекуваат тоа, сакаат да се надокрадуваат и се комуницираат и се групираат. Така. Ние како организатори... Како вие ги селектирате и ги наоѓате како организатори? Се обидуваме да дојде информацијата до што повеќе луѓе од овој профил, значи секогаш пуштаме информација до студентските организации, до факултетите, поготово факултетите кои што најмногу гравитираат околу овој надпревар, тоа се техничките факултети, меѓутоа факултетите од природните науки, дополнително медицина се вклучува често, земјоделие се вклучува често, затоа што тоа се тип на предизвици кои што се интересни за овој надпревар. Дополнително средношколците многу се заинтересирани, оваа година има победници средношколци. Обично средните
средочни училишта, меѓутоа математичките гимназии не се таргет. Имаме добра соработка и со Центарот за средно стручно образование. Американската амбасада, сакам да споменам, традиционално го поддржува на преводот, така што од сите овие канали на информација, секако преку социјалните медиуми, пробуваме да ја споделиме оваа информација. Да стигне до сите. И како New Business Accelerator преку целата година правиме активности во оваа насока и најавуваме дека во октомври ќе има нешто вакво кој сака да се вклучи. И сега предизвикот е да се добијат признанија и што поголемо место, верувам, и глобално, така? Да, на глобално ниво до прва сега ни влегуваат како глобал номини, значи се номинирани и во секоја локација ќе се номинира свој 2 или 3 тима кои што ќе одат понатаму и останува сега во рацете буквално на експерти од НАСА кои што ќе ги разгледуваат овие номинирани решенија од секоја земја, од секој град. Така што негде декември месец, прво во ноември ќе ги дознаеме глобалните финалисти, обично избираат само 40, а потоа во декември ќе ги знаеме и победниците на глобално ниво. А локалните победници ќе ја видат НАСА или ќе треба да победат глобално за да отидат во НАСА? Верувам дека тоа име нели желбата на сите. Двете опции се можни. За среќа во Македонија од пред неколку години со поддршка на домашните спонзори и амбасадата на САД имаме можност двајца представници од победничкиот тим од национално победничкиот тим да однесеме во НАСА Кенеди Спејс Центарот. Мината годишните победници само што се вратија беа во август и септември, така крај на август, почеток на септември месец, а оваа година планираме тоа патување негде да го направиме помеѓу февруари и мај 2023 година, така што они загарантирано ќе одат, но ако победат и глобално ќе може да оди целиот тим. Сега може да одат двајца од победниците. Така, ајде малку со прорувачите, јас ќе презентирам овде, нели, се што ми донесовте од материјали. Боден, ова твоево чудо ќе го испрезентираме, нели, но првенствено сакам да ве вклучам, нели, сите заедно, секој одделно за својот тим, што правевте, каков предизвик имавте, кое место освоивте, колку луѓе сте, нели, малку околу таа приказна. Јас сум Марко Лозетиќ, јас сум ментор на тимот АЕРТ. Ние имавме задача, вкупно сме 6 души плюс ментор. Имавме ние задача, го одбравме челенџот Tracking the ISS in 3D. Тоа е предизвик кој што НАСА го дава. Они немаат таков тракер, тоа е апликација со која ние може да следиме меѓународната вселенска станица во 3D. Значи како на Google Earth што е. Така. Ние тука додадовме некои, да ќе кажам, наши детали, наши функции, каде што нашиот тракер не работи на принцип да презимаме готови информации од веб страни, туку работи на принцип на математички формули кои сами ги изведовме. Тоа имаме многу добар математичар во тимот кој е стварно гениалец. До мене е Леонид, он е дел од програмерите кои успеа заедно, значи, да се координираат и да направат нешто стварно што мислам дека и во НАСА ќе заедно истем се. Да. Добро. Колку сте во тим, рековте? 6 души. 6 души. Ви фали некој? Па некој од нешто што би придонел? Ми фали електроничар. Електроничар, да, за понатаму. И фала девојчиња во тимот. И девојчиња. Добро, девојчиња, да, има, се пријавуваат, сакаат, ги интересира. Па имаше оваа година, али повеќе сме машки. Така. За жал. Па добро, за жал, ајде ќе се променат работите сигурно. Да, полека. Планираме оваа година во текот на целата година да имаме активности со цел да се вклучат што повеќе млади од целата земја. Она што е битно и сакам да го напоменам пред да продолжиме, што оваа година за прв пат и првите два тима многу отскокнува од, да речам, веќе следниот или понаредниот тим. Во жири комисијата беше и директорот на фондот за иновации и технолошки развој, господинот Фестим Халили. И буквално по таа импресија колку добри решенија излегува и заедно со жири комисијата кој што буквално не можеме да се решиме од овие две решенија кое треба да биде првото и кое е тоа што ќе патува. Затоа што имавме обезбедени средства од амбасадата само за едниот тим, заеднички решивме буквално едногласно да двата тима кои што ги имаат тие максимум бодови, вториот тим е од средното училиште Зефлиш Марко, заедно да патуваат практично оваа година, заради тоа ќе имаме и два тима што ќе одат. За жал денес кога нема обврски на школа нема да може да се со нас, меѓутоа ќе додат. Така е, ќе се организираме ова интересна тема која што верувам дека секогаш ќе го држи вниманието на гледачите, а што ми е интересно за гледачите и за нас има простор секогаш. Рековме
зборувавме дека како се споивте, во смисла, нели, како се пронајдовте да се составите во еден тим. И што се однесува до изборот во оној предизвик, она што треба да го правите, дали ви помогна некој, како се одлучивте, нели, за оваа апликација која што ти ми ја спомна во 3D варијанта, така? Да. Па ние се најдовме, не знам, така со дел од дечките од тимот се знам, ја во исто основно имаме завршено. Значи по школска линија, така? Да, по школска, али немавме некој контакт, се имаше еден повик од Фондот за иновации уште пред многу, 2018-та, кај што бев ја победник на тој уште во средно, они беа уште основно. И некако се најдовме и ти учеше кај нас во основно, да, вака, така, нешто ми презентира физика. Сега ја постар сум и во тој период многу ме интересираше. Гледам деца одскокнуваат, значи нивни теории правеа, стварно беа на некое ниво. И останавме така во контакт. Ги менторирав пред некое време за како F1 in Schools имаше, како друг надпревар. И нешто ме прашува околу дронови, тоа ми е мене специјалност. И така останавме у контакт. Така. И нормално сега веќе сте во тимот успешен и така треба да продолжите. Јас ќе презентирам некои материјали и сега ќе се задржам малку на Бодан. Тој ни е најмал, ќе му посветам малку повеќе внимание, а и тој богами вредно го направил овој изум. Па, ајде Бодане, малку и за твојот изум и за твоето учество во надпреварот. Тешко ли беше? Она што сакам да го споменам и потенцираме дека прв пат 12 годишник во овој надпревар, па може и глобално, се надпреварува со возрастните. Така ли? Во официјалната категорија. Во официјалната. Бодан, ајде малку за надпреварот. Што правевте? Каков беше предизвикот? Колку твојот тим број, кои се, да ги поздравиме? Општо, имав многу добар тим. Сите заедно си имавме наши делови. Во мојот тим беше Јаков и Мија и сите заедно работевме. Тројца сте? Да, тројца. Јас, Јаков и Мија. На иста возраст тука некаде? Или они се повозраст? Сите сме иста возраст, моментално. Со родендените последат. Добро. Мија поише беше како за многу добро црташе. Општо самата естетика на ова возила или чекај да го покажам, чекај. Малку ќе направам хаос на камераните, кога сме ке цртежот, така? Ќе те следам јас, не се. Тоа е цртежот од Мија и исто самата контролна табла. Не беше контролна табла, само табла со разни системи. Мија ја дизајнираше. Застани си слободно и објаснувај се слободно. Мија ја дизајнираше. Ова све е од Мија продукт. Чекај се, ова што е што го гледаме? Еве го видовме на цртеж. Ова е сонда за Венера. Мисијата ни беше да направиме систем за батерија што ќе може да издржи 60 дена на Венера. А ние отидовме над тоа и креиравме и сонда што ќе го користи тој систем батериски. Општо, самата сонда има сите системи, има камери, системи за вентилација, за детекција на атмосферата, има соларна панела и има доста работи што функционираат. Например, овој вентилатор тука функционира, овој функционира и од овде исто општо се поврзува целата циркулација. Еве да бидам попрецизен. Само на камерата морам јас да покажам. Еве вака ќе покажам, а ти кажувај. Овој вентилатор тука што е? Тој доле, добро. Еве гледате од страна како иде со цревото до горе и го испушта воздухот. Ако го отворам сега, може да го видите тој систем. Како што гледате, еве ја системот за вентилација. И тука е целата електроника. Што јас ја правев. Јас бев поише во сегментот електроника и као планинг за тимот. Јаков беше поише во производството или градењето на ова сонда, а Мија, како што кажав, беше поише во естетичниот дел. И сега ова работи? Да, функционира целосно. Добро. Еве, да ви демонстрирам. Ајде да видиме. Го поврзам. Браво. Исто овие светат и овде свети. Овој вентилатор функционира, а тука дува и од тука дува. Технички има еден вентилатор тука. Влечен воздух може да демонстрирам. Ајде.
Јас ќе држам, ти кажам. Едно. Добро. Аха. Како си вача скроз, ја веќе од тука не дува, факт е. Ако гледам, поше дува, пошто овој вентилатор само го внесува воздухот. Овој вентилатор поше го внесува, а овој поше го вади. Така. Потоа имаме и сензори тука, искористив светла од автомобил, како за демонстрација. Имаме тука горе соларна панела, антена и турбина на ветер, што работи на батерија само за демонстрација. Имаме систем за мерење на гравитација, имаме систем за мерење на брзината на ветерот, имаме систем за комуникација, мерен систем за радиација, имаме секакви типови камери, сензори, имаме тука еден дел кај што ќе се тестираат разни системи кои што не се заштитени од тешката атмосфера на Венера, пошто се создава најмногу атмосферата од Венера од, како да кажам, како киселина, има многу силни ветери и после ова е само превентивно. Имаме тука систем, ни објаснува колку волти е батеријата и колку ампери, тоа колку струја влече целиот систем. Пример, сега гледате дека моментално системот влече 4 ампери и заради сијалицата, а сега ако го уклучам турбината и вентилаторите, ќе влече негде на 7-8. И Будан, ова на Венера, ако го качат од НАСА, ќе си работи? Ќе си работи. Ова не е као... Ова ако отиде на Венера, ќе се распадне, пошто е направено од картон. И од... Има еден материјал, се вика... Тоа е како пена. Не баш ко пена, ко стиропор картон. Има ко компресиран стиропор и има хартија. И тоа е многу практично. Го искористивме за долниот и за горниот дел. А другото е све обложено со компресиран картон, што е доста цврст и лесно да се работи. Браво, од каде ги процесираш сите овие информации? Читаш, те интересира, се консултираш со некого? Не, општо јас. На 12 години, браво. Сам си учам све, сам експериментирам, учам понекогаш учам некои работи од прва, значи ќе дознам, еве, например, спојувам две жички, а ми се уклучува сијаличка и учам сијаличката. А некој пат спојувам пак две жички, уклучувам и пола таква од димот. Так. А што ти е желба животна? Сакаш да продолжиш во НАСА, да речеме, нешто да произведуваш, некакви летала, нешто поврзано со тоа или нешто друго? Јас сакам да бидам електромеханичен инженер, инженер што создава не само електрика, него и механика. Например, електромотор, има многу типови електромотори, тие се механички, а и електрични уреди, значи се викаат електромеханични. Електричен инженер поше за да направи системот што ќе го контролира тој мотор, а електромеханичен инженер некој што ќе го направи тој мотор, што ќе направи како да функционира тој мотор и системот за да го контролира тој мотор. Што е многу повисока позиција. Какво предавање ни одржа секоја чест. Благодарам премногу. Времето ни отиде, јас сакав и една игра да играме малку поврзана со НАСА и така натаму, пантомима на таа тема, но немаме време, ама сакам навистина да ви имам повторно емисија за многу брзо време и се разбира да видите дел од утринската, да презентираме и некои нови изуми и нови проекти и се она што вие се разбира ќе го смислите, направите и соработката продолжува. Навистина ви благодарам, ја останувам без зборови после ово предавање од Вода. Фала ви многу. Нема на што. Така, ви продолжете така, вие сте гордоста на Македонија.